Четврток 18 часот и 15 минути. Добре дојдовте во најновото издание од Скопје ми е дома на локалната програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, денес ве водиме во една институција, односно училиште во главниот град, каде што секојдневно, јас ќе кажам дека се случуваат многу мали, но големи чуда. Станува збор за институција стара повеќе од 70 години, станува збор за државното училиште за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид, една ваква институција која што ја имаме само овде во главниот град во Скопје. Имено целта и мисијата на ова училиште, на ваквото државно училиште е преку инклузија, преку соработка и поддршка на ваквите дечиња и лица со оштетен вид, од нив да се направат самостојни и независни граѓани кои што ќе можат подоцна сами да функционираат во општественото делување. За целта мисијата, за тековните настани проекти кои што се случуваат токму во Димитар Влахов, за соработката со локалните самоуправи исто така преку ова училиште, дознаваме токму од директорката Александра Јаковчевска, која што е моја вечерашна гостинка. Јас ќе посекам добре дојде. Александра, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да проговориме за институцијата на чие чело сте и вие самата, имено државното училиште за рехабилитација на деца со оштетен вид Димитар Влахов, во кое што во чист состав имаме чинам основно училиште, средно училиште, нижо музичко училиште и ученички дом, ако не се лажам. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана и еве, ајде од ваш агол за Димитар Влахов. Ви благодарам многу на поканата. Добро вечер на сите гледачи кои што не следат. Многу убаво ве дадовте. Само јас би додала дека од оваа учебна година, од 1 септември, нашето училиште премина во ресурсен центар, тоест го промени називот во државно средно училиште со ресурсен центар. Сем овие работи кои што ги споменавте, значи во рамките на училиштето функционира основно училиште 9 годишно, како и во сите други редовни училишта, значи програмата е адаптирана, меѓутоа адаптирана во однос на дидактичките материјали кои што ги употребуваме, во содржината е идентична како и во редовните училишта. Потоа имаме средно стручно училиште, во рамките на средното стручно училиште ни функционираат неколку струки. Тоа е здравствената струка во која што функционира профилот физиотерапевт масер, потоа графичката струка и телекомуникации, струка за телекомуникации. Освен средно стручно, како што кажавте, имаме ученички дом. Во ученичкиот дом моментално престојуваат ученици со оштетен вид кои што не доаѓаат од надворешноста. Меѓутоа, еден интересен факт за нашиот ученички дом е тоа што тука престојуваат и ученици кои што немаат оштетен вид, доаѓаат од другите градови, а учат тука во средните училишта во Скопје, така што на тој начин промовираме една социјална инклузија. Имаме нижо музичко, нашите деца учат да свират на пијано, хармоника, солфеш учат. И од пред неколку години, од кога и се актуализираше веќе и законски прашањето за инклузијата, веќе даваме и поддршка на редовните училишта, како на основните, така и од оваа година и средните училишта. Веќе имаме и образовни асистенти кои што ги вработивме, кои што даваат поддршка во средните училишта за децата кои што имаат оштетен вид, а се вклучени и инклудирани во редовниот образовен процес во основните и во средните училишта. Повеќе од 70 години како институција, импресивни се 17 години ваше постоење токму таму во делот на училиштето Димитар Влахов. Сместени во Кисела Вода, во Скопската општина Кисела Вода, всушност она е постројката која што нарекуваме дом за слепи. Токму така, да. Да, нашето училиште меѓу народот или меѓу скопјани е познато како дом за слепи. Да, тоа е нели една фраза, да кажем, која што се употребува меѓу скопјани, но мене како директор, јас сум на таа позиција не сум скоро една година во ноември, значи не сум многу, меѓутоа како директор, она што ми е важно е да го промовираме училиштето, да дознаат еве прво скопјани, а потоа и другите жители на Македонија дека постои училиште, дека ние навистина функционираме како и сите други училишта
дека ако дојдете кај нас во 9 наутро има настава како и во другите училишта. Затоа што, например, сум се возела во такси и сум го тестирала таксистот, сум го прашала што е тоа, знаеш ли, ми вели таму спијат слепи лица. Значи, мислат, имаат сосема една поинаква визија за институцијата, а во суштина е тоа една навистина сериозна институција која што, како што кажавте, повеќе од 70 години дава поддршка од секој аспект на лицата со оштетен вид. Кажавме дека единствена институција од ваков карактер на ниво на држава, и сега колку од внатрешноста постои заинтересираност за посета на училиштата во склоп на Димитар Влахов, за посетување од страна на дечиња со оштетен вид од внатрешноста, колку дечиња имате вие, како се? Па токму поради овој факт што малкумина, нели, има и луѓе семејства кои што не познаваат дека постоиме, а имаат проблем, односно имаат дете со оштетен вид. Некаде во периодот од март, април, мај им формираме неколку тимови во рамките на училиштето кои што ги посетуваат скоро сите центри за социјални грижи во градовите, комуницираме со нив, се обидуваме да детектираме дали постои некој детенце кој што има оштетен вид, кој што не е вклучено во образовниот процес, се со цел да можеме да го презентираме нашето училиште и да го промовираме на начин на кој што би ги привлекле родителите да го запишат своето дете во нашето училиште. Доколку детето учи во редовно училиште, тука сме секогаш за редовните училишта да ја дадеме поддршката во било кој сегмент на едукацијата на детето, доколку е потребно. Дали тоа ќе биде некоја едукација, работилници, семинари за наставниците, дидактички помагала, асистивна технологија, се што е достапно во нашето училиште како човечки и материјални ресурси, ние го користиме за поддршка на учениците кои што се инклудирани во редовните училишта. Како стоите со бројката на ученици и дали постои онаа пракса од основно завршување на основно образование, веднаш да преминат во средното стручно образование во склоп на Димитар Влахов, колку се користи студентскиот, ученичкиот дом? Така. Во принцип, бројката не е на завидно ниво, некоја голема бројка. Она што може да се пофалиме дека оваа учебна година имаме 7 нови ученици, дури имаме ученик кој што има 12 години, а кој што е слеп, практично слеп, и прв пат се вклучува во образовниот процес. Да, веднаш по завршувањето на основното имаме во училиштето психолог кој што работи со учениците во однос на кариерното советување, професионалната ориентација, така што ги гледа афинитетите на децата. Децата може да ги изберат нашите струки. Меѓутоа сме имали и случаи кога децата не се пронаоѓаат во струките кои што ги имаме, така да може да се пофалиме дека имаме ученик кој што учи во гимназијата Корчагин и кој што навистина покажува одлични резултати. И бидејќи проодноста понатаму е во високообразовните институции, можеме да се пофалиме дека имаме нашите ученици полагаат и државна матура, исто како и останатите ученици. Оваа година имавме 20 ученици што полагаат државна матура. Така што сега скоро ќе ни се пофалат и дека се запишале на факултет. Имаме наши ученици кои што и завршиле високо образование. Импресивни се и примерите на ваши ученици сега вработени ваши колеги. Вие ќе ни споделите за тоа? Така, да. Токму денес имавме наставнички совет каде што дадовме мислење за приправник. Кај нас било кој што се вработува во образование, согласно законите, 1 година е приправник. Така денеска на нашиот наставнички совет дадовме мислење за наша поранешна ученичка која што веќе 1 година е дел од нашиот колектив и која што е потполно слепа. Има завршено студии на специјална едукација и рехабилитација, работи како воспитувач во нашиот ученички дом и навистина денес коментарите на нашите колеги беа импресивни, па и исто така и јас дури и емотивна бев кога станува збор за неа, затоа што представува еден вистински пример за сите нас. И лекција, нормално. Така, Александра, колку од друга страна наставничкиот кадар треба да биде спремен токму за да пренесе образовна и културна мисија, како што велите, на учениците кои што се дел од Димитар Влахов? Предпоставувам дека тоа се посетуваат посебни програми на студиите за дефектологија, чина ми се така? Да, во нашето училиште оделенски наставници што се во редовните училишта, во нашето училиште тоа се специјални едукатори или дефектолози се нарекува.
да, завршуваат на филозофски факултет на Институтот за специјална едукација и рехабилитација. Меѓутоа, погоре во предметните од 600 нагоре, па и во средното училиште имаме предметни наставници. Кај нас е условот дека наставникот потребно за да заврши едногодишни студии, дефектолошка доквалификација, токму во овој сегмент работа, методи на работа со деца со оштетен вид. Нашето училиште може да се пофали со одличен тим, со одличен кадар, со млади, искусни луѓе и ентузијасти, кои што навистина даваат се од себе, многу често и на доброволна основа, за да го водиме училиштето напред. Не се тоа само наставниците, секако тука и техничко-административниот кадар, кој што буквално 24 часа се грижи за училиштето и за учениците. Така, пред да ве запрашам како тече едно секојдневие во Димитар Влахов, нешто ќе го ставиме за подосна во мојот концерт, јас би преминала на она најсвежо и најново кое што се случуваше како тековни проекти, имено пред малку од режија чином ни пуштија со општина Аеродром. Еве јас ќе побарам повторно тие материјали, односно тие фотографии да ни ги пуштат од режија. Вашето училиште со училиштето Лазо Ангеловски од општината Аеродром одржа инклузивен саем. Преку практични искуства, учениците има можност, велите, да пробаат одење со бел стап, куцање на брајова машина, тактилни вежби, масажи, користење на 3D принтери. Имено која беше целта токму на ваквиот инклузивен саем? Па ние, да, уште минатата учебна година потпишавме меморандум за соработка со општина Аеродром и минатата учебна година ги покривме сите основни училишта на ниво на општина Аеродром, каде што вршевме едукација и работилници со учениците од 5-то оделение, бидејќи сметавме дека е тоа еден преоден период од 5-то во 6-то оделение, дека треба да се сензибилизираат децата во однос на децата со оштетен вид, така што ги поминавме сите училишта во општина Аеродром минатата година. И на вистина од децата добивме многу добар фидбек, многу голема заинтересираност. Оваа година повторно во соработка со директорката Магдалена Петреска, така сакавме да направиме нешто заеднички, затоа што и моите деца учат во Лазо Ангеловски и јас сета имам некоја мисија да придонесам на некој начин училиштето што повеќе да биде инклузивно, бидејќи е доволно инклузивно затоа што и едно од ретките училишта што има тактилни патеки, има лифт, има пристапни рампи, така да е доста инклузивно училиштето. И заедно во соработка со директорката на Лазо Ангеловски организиравме еден инклузивен саем на кој што имаше повеќе штандови со различни тематики. На штандовите учествуваа наши ученици и нивни ученици, значи заеднички, како што кажавте, пишуваа пораки на видно и на брајево писмо, ние го викаме другото писмо видно. Правевме изработки тактилни, имавме штанд каде што нашите физиотерапевти беа, па и се масира и наставниците, дури и градоначалникот доби масажа заслужена на општина Аеродром. Имавме привилегија нормално да не посети градоначалникот на општина Аеродром и заменик министерот за труд и социјала, кој што покажа една висока заинтересираност за нашата работа и за сето она што го користиме. Па дури и потоа и градоначалникот не спои со некои општествено корисни, со некои компании кои што сакаат да направат нешто општествено корисно. Еве, во нареден период ќе имаме и други соработки благодарение на него. Претпоставувам соработувате и со вашата матична општина, каде што и се наоѓаат општината Киселавода, колку локалната самоуправа е во поддршка на Димитар Влахов? Така. Многу е во поддршка на нашето училиште. Ние сме државно училиште, ние потпаѓаме под општината, под ингеренција на општината, меѓутоа и покрај тоа имаме доста соработка со сегашниот градоначалник на општина Киселовода, господинот Орце Георгиевски. Тој во неговиот мандат веќе секоја година донира браеви книги во нашето училиште, значи тоа браеви книги кои што култни наслови како Белото циганче, Зоки Покие, прв пат направена на брајово писмо, така што тој секоја година ни пропушта и некаде после Нова година или околу Нова година, бидејќи на 4 јануари е денот на брајовото писмо, секогаш носи браеви книги кои што навистина чинат изработката, чини многу.
Од неодамна заедно со општината Кисела вода и со уште една општествено одговорна компанија направивме еден дел, уредивме во рамките на дворот и направивме едно игралиште, има и детски дел, направивме еден полигон, сообраќаен полигон, така да доста е вклучена општината и се надевам дека и после, нели, промената на градоначалникот ќе остане исто, а и ќе продолжиме со град Скопје да работиме. Да, таа работа е важна и без други не може да се функционира. Она што е убаво да се забележи е дека училиштето изгледа добро. Претпоставувам дека се случило и реновирање таму, повеќе од 70 години да постои една установа, од она кое што вие го пласирате на вашите на социјални медиуми, на веб страната на училиштето, може да се видат многу проекти, меѓутоа и фотографии од самите занимални училници. Го посетивте најново и музеот на Република Македонија, каде што се случи една инклузивна изложба. Што значи, Александра, инклузивна изложба? Така, па во последно време тренд на музеите е да стануваат адаптирани за лицата со попреченост генерално, во случајов лица со оштетен вид. Така да ние веќе имаме соработка со повеќе музеи. Со овој музеј сме имали претходно соработка. Нивната изложба е направена со тактилни слики. Може децата со оштетен вид да ги допрат сликите за да ги запознаат поставките. Има музеи во кои што користат QR кодови, користат аудио материјали. Имавме соработки со музеот на Македонската револуционерна борба, кој што исто така многу работи на пристапност. Работевме и со Холокаустот, нашите ученици беа и во музеот на Холокаустот, каде што навистина има една импресивна приказна. И исто така работиме со музеот во Битола, со госпоѓата Ирена Ружин, која што навистина е експерт за пристапност на музеи и доста работи на таа тематика во Македонија, така да се менуваат работите, се движат на добро и Скопје станува и на некој начин и се надевам и во догледно време и комплетно пристапен град. Александра, повеќе од 17 години сте во Димитар Влахов. Она кој што можев да го истражам за вас е дека најголемиот дел сте го посветиле во меѓународните односи, односно во меѓународните соработки на училиштето со другите градови и другите држави надвор од Македонија. Се случуваат и меѓународни конференции, она што е импресивно се и меѓународните соработки на Димитар Влахов со останатите држави. Можеме ли да издвоиме нешто најново? Чином во Сараево се случи една конференција. Да, имаме доста меѓународни соработки. Се почна во времето на короната, кога не знаевме што да правиме, не знаевме никако да работиме со нашите деца, бидејќи беа дома. Баравме некој начин, некој пристап, подоцна благодарение на Министерството за образование. Мислам дека имаше опција само ние да одиме со физичко присуство, меѓутоа тој тампон период кога немавме можност за вакво нешто, сакавме да видиме некои меѓународни искуства, така имаме контакти со сите институции на Балканот кои што работат со лица со оштетен вид. На Zoom платформата имавме неколку состаноци, разменивме искуства и добри практики и таа некако соработка продолжи и понатака преку низа на проекти. Работиме претежно на Еразмус проекти, таму сме партнери на проектите каде што развиваме доста алатки кои што се во функција и полза или на учениците со оштетен вид директно или индиректно преку тоа што се достапни за нивните наставници, односно наставниците кои што работат со нив. Имаме околу 8 проекти. Во моментов веќе завршуваме еден проект каде што изработувавме платформа за англиски јазик која што е целосно пристапна за деца со оштетен вид, за деца со дислекција, со интелектуална попреченост и деца со оштетен слух. И е отворен ресурс, може да бесплатен, може да ја користи било кој во Европа и во светот. Почнуваме од многу скоро почнуваме два нови проекти. Едниот проект е со наши пријатели, веќе би рекла, од училиштето за деца со оштетен вид од Земун од Белград и со Центар Ирис во Словенија, каде што ќе изработуваме, всушност ќе цртаме слики на објекти кои што не се потребни за наставата, кои што ќе можеме да ги принтаме во 3D модели.
Тоа е една новина која што многу скоро ќе почне да се работи во нашето училиште, но нешто што би издвоила кој што остави многу голем впечаток во училиштето и може и кога се обратив на присутните, тоа го кажав дека е еден историски момент за нашето училиште, е фактот дека членуваме во една европска мрежа во која што членуваат институции кои што работат, преку 50 институции кои што работат со лица со оштетен вид, се вика Инвитер. И оваа година имавме привилегија да ни изберат и токму ние да бидеме домаќини на нивната конференција. Тие одржуваат секоја година конференција во различни градови од каде што имаат нивни членови. Оваа година не избраа нас, за нас беше еден голем предизвик и од една страна предизвик, од друга страна имаше мала доза на страв дали со сето тоа ќе се износиме добро. Меѓутоа бевме, односно нашиот тим беше на врвот на задачата. Навистина покажавме има сомнеш, нели, бидејќи доаѓаат во Македонија, меѓутоа ние покажавме навистина се покажавме како сериозен партнер и како сериозна институција. Со тоа и државата ја промовиравме сериозно. Во нашето училиште беа присутни повеќе од 50 експерти од цела Европа, кои што работат со лица со оштетен вид. Значи, многу реномирани институции, како што се Визио од Холандија, Роберт Купер од Холандија, од Германија, од буквално од цела Европа, кои што споделивме доста добри практики и во кои што нели и понатаму можеме да гледаме како наши партнери и помагатели во секоја сфера на нашето работење. На вашите социјални медиуми, на веб страната, исто така знаете да се пофалите и со некоја донација, пренослив Брајов дисплеј како последно. Колку се важни донациите за училиште од ваков тип? Так, многу се Верувам важни. дека значат? Да, многу значат, посебно затоа што се навистина помагалата кои што ние ги користиме се навистина скапи. Значи, конкретно овој уред чини околу 1000 евра. Нас не ни е потребен само еден, потребни ни се повеќе. Еве сега имаме најава и верувам дека ќе набавиме уште еден. Така да донациите се многу важни. За среќа има многу луѓе, многу компании кои што имаат слух за донирање, за донации, за добри дела, така да мислам во рете со донациите сме одлични, да кажам. Доста луѓе не препознаваат. Сега пред една недела ми се јави од една компанија, организирале втор пат поред некоја трка, сега не ја спомнувам компанијата, нели на телевизија сме. Втор пат оваа година организирале трка, наплаќаат котизација за трката и не знам како истражувале, не нашле, не препознале токму нас и не одбрале нас да ни ги додала средствата кога ќе заврши трката. Така да тоа ми е мене многу важно да бидеме препознаени, затоа и толку работиме и на Facebook страната и на нашата веб страница, за да може секој кој што ќе не побара, ќе не изгугла да најде да има што да види. Колку можеме да кажеме дека се комплетно исполнети условите за образование во Димитар Влахов за учениците, нели, како во основното, така и во средното стручно училиште, или можеби недостасува некој сегмент? Значи, не можам да кажам 100%, секогаш има простор за уште. Меѓутоа, верувајте дека премногу се трудиме и едукаторите се трудат, наставниците, да обезбедат соодветни наставни помагала, соодветен пристап во работата со децата, бараме доста донации, постојано праќаме мејлови на амбасади, на компании, така да мислам дека сме одлични. Јас сум премногу задоволна како менаџер, би рекла, како лидер на институцијата, во однос на нашата работа и нашиот успех, меѓутоа нели секогаш има простор за подобро и за повеќе. Така, колку како државно училиште за лица со оштетен вид сте подпомогнати од Министерството за образование и наука, од друга страна тука ќе ги споменеме и оние стипендии исто така за лица со посебни потреби, колку учениците од вашето училиште аплицираат или можеби си добиваат, се корисници на ваквите стипендии? Имаме многу поддршка од Министерството за образование и наука, токму поради тоа што сме државно училиште, ние потпаѓаме под ингеренција на ова министерство.
Има доста слухи од страна на министерката, од страна на државниот секретар, постојано кога нели ќе се јави некој проблем или некој предизвик, го решаваме заедно. Имавме привилегија да не посети министерката, така да види на лице место со се што работиме. Од Министерството за образование добиваме доволно колку што е потребно, и поддршка и финансии добиваме, секако сите режиски трошоци и останати трошоци ги плаќаме благодарение на Министерството за образование, така да имаме постојано поддршка од Министерството. Она што ме прашавте за стипендиите, значи сега во тек токму е повикот за стипендии, за стипендирање на ученици. Нашите ученици сите земаат стипендии од Министерството за образование. Сега повторно реаплицираат оние што беа корисници од претходните години, сега ќе аплицираат оние кои што првпат не се запишани во прва година средно. Она што можам да кажам, да го издвојам еве како интересна соработка со Министерството за образование и наука е тоа што учествувавме на еден конкурс за пишување на есеи за македонскиот јазик. Нашиот ученик доби, мислам дека прва награда. И толку е сензибилизирана министерката што за подарок му даде звучник. Да, чином имаше и пречек во Министерството? Пречек, и му беше дипломата, му беше направена на Браево писмо. Тоа доволно кажува за тоа колку Министерството има слух за нашите ученици и за нашите потреби. Така, имавте едно убаво лето со екскурзија, ја посетивте Струга, се случи Домијада, каде што имаше и спортски надпревари, културно-уметнички програми. Значи ли тоа дека овие лица сепак се чувствуваат еднакви со останатите во сето она кое што го исполнува нивното секојдневие? Да, значи тоа беше навистина еден многу убав настан. Ние всушност како училиште и јас како директор сум член на Сдруженијето на директори на ученички и студентски домови на ниво на Македонија. Тие организираат Домијадата. Кога зборува со председателот, со организаторот на Домијадата, го прашав дали што мисли, дали е добро да вклучиме една таква точка, бидејќи има задача на ученичкиот дом во Струмица беше да го организира ревијалниот дел, односно отварањето на настанот. Меѓутоа се согласија некаде на средината да отсвират нашите ученици на хармоника, не знам, неколку точки. Штета што, не знам, тоа видео можеби требаше да ви го пратам. Да, јас чинам дека имам и некој видео, еве ќе замалам повторно режија, дел од материјалите од Струга. Цела сала буквално плачеше. Значи, јас еве и сега моментов кога зборам имам емоции во мене. Цела сала беше на нога, аплодираше и буквално емоции имаше кај сите. Се случи исто така за во делот на полуматурата и матурата, славењето, чинам дека тука се јавија и низа партнери кои што ги поддржаат дечињата. Ивана Кнес, ако не се лажам, ги облече, па имаше тука шминкери, фризери. Како помина таа атмосфера? Тоа е прекрасно нешто да се види од страна. Па некако во мај не беше многу активен, не се случи оваа конференција за која што ви зборував пред малку, потоа беше матурата и полуматурата. Нашата матура, иако беше во нашата училишна меза, беше преубава, подобра, многу подобра и во најубавите ресторани. Тоа само треба да го доживееш, да дојдеш и да го доживееш. Буквално се сами планиравме, значи сами ја украсивме салата, односно моите колеги ја украсија салата, естетски изгледаше прекрасно. Ивана Кнес се погрижи за девојчињата да имаат прекрасни фустани. Потоа имаме соработка со училиштето исто имено како и нашето Димитар Влахов за тоа е средно стручно училиште во кој што имаат и насока дали фризери, шминкери, па тие дојдоа, ги средуваа нашите ученички со нивната професорка Кека. Потоа имавме исто донација торта од Lions и од Rotary клуб. Нашите кувари и нашата тетка Вале се погрижија да имаме многу убава шведска маса. И секако имавме и бенд, кој што вечерта не избра да има комерцијален настап, туку избра токму да има хуман настап. Нив морам да ги спомнам, Артис бенд, кој што на вистина направија многу убава забава. И исто така беше емотивен моментот на тоа што самите ученици си ги покани и
наши колеги кои што веќе не работат во училиштето, нивни класни раководители кои што веќе не се дел од нашиот колектив. Многу убава беше атмосферата и еве, едва чекаме да дојде следната матура да организираме. Претпоставам тоа ќе ви премине и во традиција? Да, веќе е традиција, значи не е ова прва матура што организираме, сите претходни години матурата се одвивала, не е дека сега јас сум дошла па нешто било Во делот со партнерите ми беше зборот? Со партнерите, да, доста најдовме доста луѓе кои што ни помогнаа, меѓутоа тоа верувајте дека е се добро менаџирање, не само на мене, значи има на сите се делегираат задачи и секој има своја задача. И на оние кои пројавуваат интерес секако. Има такви, Дел од да. вашите ученици беа дел и на онаа прослава по повод полуматурата организирана од општина Киселаво, да чинам, имавте и таму ваши ученици. Дел од учениците беа и дел од денови на култура во дел од општините исто така. Да. Значи интензивно соработуваме со сите општини, меѓутоа градоначалникот на Кисела Вода секоја година традиционално организира матура и полуматура за сите деца со попреченост на ниво на општина Кисела Вода. Така да оваа година и нашите ученици беа дел од таа матура во ресторан во Кисела Вода, а во однос на учеството на културни манифестации, учествувавме на културна манифестација во Илинден, во општина Илинден. Во Кисела Вода сме редовни гости на сите настани. Таму веќе не знаат, не препознаваат, бидејќи сме дел од општината и околу нас гравитираат и неколку основни училишта, така да таму не знаат и децата не препознаваат и нашите колеги и секогаш не канат на настани. Еве имаме една најава сега за соработка со општина Гази Баба во наредниот период, така да и како што кажавте вие, соработката со локалната самоуправа е многу важна од аспект на тоа што заеднички можеме да придонесеме на сензибилизација на општеството и на граѓаните, а се со цел прифаќање на лицата со оштетен вид. Александра, колку главниот град е пристапен токму за лицата со оштетен вид за вашите ученици? Треба уште многу да се работи на тоа, затоа што знаете дека има пристапни патеки кои што не функционираат во одредени делови на градот, меѓутоа еве сега и во разговор со заменик министерот рече дека се работи на тоа, дека размислуваат да најдат решенија во однос на пристапност на тактилни патеки. Потребна е подобра звучна сигнализација на семафорите, на поважни раскрсници. Има во Кисела Вода има една раскрсница, меѓутоа не е добра звучната сигнализација. Ние сме апелирале до општината, меѓутоа општината Кисела Вода нема ингеренции за сообраќајните решенија, има град Скопје има решенија, така да треба да се работи на таа тема, меѓутоа се надевам дека и во блиска иднина дека и ќе се работи и на решавање на тие проблеми. Ние како училиште сме секогаш достапни на волонтерска основа со сите наши човечки ресурси да помогнеме во решавање на тие пристапни проблеми. Нешто позади камерите ми споделивте дека имате и ученици од внатрешноста, односно другите градови во државата, остануваат и во ученичките домови, меѓутоа и веднаш потоа по завршувањето на училиштето си наоѓаат и работа овде и секако си наоѓаат и свое живеалиште. Колку Скопје е убаво место, е атрактивно место конкретно за самостоен развој на ваквите ученици? Па може би Скопје е најдоброто место, да. Може најдоброто место од аспект на тоа дека има најдобри опции и можности. Например, конкретно Беира која што работи во нашето училиште е од Македонски Брод, од Пласница. Тука живее самостојно сама во стамбена зграда на водна, значи секојдневно има и личен асистент кој што ја помага, се разбира, меѓутоа и самостојно доаѓа на работа, користи бел стап, кој што е многу важно помагало за лицата со оштетен вид. Имам и друг колега кој што има оштетен вид, кој што е доста самостоен. Значи, дава можности Скопје, нашите ученици по завршувањето на средното образование, тие што учат за физиотерапевти многу често се снаоѓаат. Дел од нив работат во
болницата во Козле како физиотерапевти, некои отвараат и своји собствени салони за масажа, така да Скопје нуди повеќе можности, мислам дека од помалите градови. Претпоставувам вие како и сега и како менаџер, директор и претходно како наставници и научен кадар во училиштето сте секогаш рамо до рамо со вашите ученици и се секогаш благодарни, претпоставувам и понатаму во нивниот развој низ животот. Александра, повеќе од 17 години дел од Димитар Влахов, овде во Скопје. Колку Скопје го чувствувате за ваш дом? Какви се вашите спомени поврзани со главниот град овде? Да, јас сум скопјанка. Во училиштето работам 17 години. Најпрво започнав во ученичкиот дом да работам и ученичкиот дом некако е моја слаба страна во училиштето. Доста работам на тоа да се подобрат условите во ученичкиот дом и начинот на работа во ученичкиот дом. Тоа што го споменавте, морам да го кажам дека не само со децата, со многу важна, да кажам, алатка во целата оваа работа се и родителите на нашите ученици, со кои што сме постојано рамо до рамо и доста им даваме значи, позитивна енергија, ги бодриме, затоа што навистина живеат, да кажам, еден поинаков живот и не им е баш лесно. Гледаме на секој начин да им го лесниме секојдневието. Во однос на Скопје, тактизирам малку зашто размислувам, ме врзуваат многу убави спомени. Јас сум аеродромка, сега живеам во Ново Лисиче. Многу работи ме врзуваат за Скопје, можеби еве она што ми е најубаво е прошетка во есен по Детска улица. Да. Го паметите ли градот поинаков, можеби во малку поубави времиња? Оптимист ли сте дека ќе... Многу сум оптимист, да. Дојдат подобри времиња за Скопје? За град Скопје сум многу голем оптимист. Посебно сум оптимист за тоа дека ќе стане пристапен град, затоа што и лично сум разговарала. Верувам дека тоа и е во вашиот фокус секако и на работата со таквите дечиња. Да, и лично сум разговарала и со господинот Орце и тој има таква визија за Скопје за биде пристапен град во некоја блиска иднина, да кажам. Така да мислам дека сме на добар пат и дека Скопје ќе го видиме навистина како една метропола како што доликува, нели? Александра, многу ви благодарам што бевте вечерва моја гостинка и што токму за Димитар Влахов споделивме како тече таму образовниот процес, меѓутоа и за една институција стара повеќе од 70 години, сместена токму во Скопје, во главниот град, која што верувам дека допрва ќе се развива и ќе биде место каде што ќе се пренесува образовната и културна мисија токму на ваквите деца и младинци со оштетен вид. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам и се гледаме за нови проекти пред камерите. Да, ви благодарам и на вас и следниот пат ве очекувам со камерите во нашето училиште. Да. Ќе ни биде драго и чест. Слепилото не го дефинира човекот. Понекогаш предрасудите болат повеќе од оштетувањето на видот. А затоа да ги разбиеме сите предрасуди и разлики и секако да прифатиме. Свеста е во знаењето. Почитувани гледачи, ви благодарам и се надевам дека пренесовме информации токму за ваквите деца и младинци со оштетен вид кои што се ученици во Димитар Влахов, кој што постои повеќе од 70 години тука во Скопска Кисела вода. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Овде ве поздравувам и се гледаме наредниот четврток во истото време. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно